Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски оствари средба со оризопроизводителите од Кочанскиот регион. При тоа се разговараше за откупните цени и пласменот на ориз, како и за поддршката од државата за покривање на дел од производствените трошоци. На средбата, земјоделците ги повторија барањата што пред неколку дена ги изнесоа на протестот и блокадата на патиштата. Меѓу нив, главен приоритет е утврдувањето на најниската откупна цена на оризовата арпа, како и итната исплата на субвенциите за предаденото производство од минатата година. Што е потребно итно да се направи? Значи, земјоделците се у тотална безпарица, у хаос. Немат основни средства како да ја приберат жетвата. Итно да се исплатат субвенциите на земјоделците. Значи, 3 денари плюс основната субвенција да се даде приоритет при исплата. Да можат да ги сервисират тековно обврските и да можат да платат на комбајни, да обезбедат вреки и такви работи, да можат да функционират наредните месеци. Покрај ова, значи пак ќе речем, основен ориентир околу формирањето на цената треба да биде пазарот во окружувањето, формирање на референтни цени и пазарот на берзите. А за жетвата сега, ако не ни пуштат додатни средства некој, што ги преска разговараме, ние ќе останеме, нема може да жнееме. Те компањаваме тука, веќе ќе ви дајат пари тука нафта. А што да ни дајат? Ама ги почнат да откупат ние, не може ги ожнееме прво, не може да влеземе со компањите. Сите тражат на предвреме пари да ги платиш. Ни минимално не ќе покриваме трошкото. Никој не може да се покрие. Ние сме у загуба по 50 евра од единица декар на оваа цена. Ја не знам, значи како може да живееме. Верувајте дека сме клекнали. Како мислите дека ќе обстанеме? Нема да се успее да останеме. Тотално ќе пропаднеме, ќе бидеме за циркус. Ќе мора земјата да ви ја дадеме на државата, а социјална помош да ни давате на тоа. Ние не сме моќни више сега да идеме негде на страна да работиме. Ланската година ние го даваме 17 динара оризо. Јас лично, 17 динара го давам. После нова година дојде цена на 22. Ама што кој ни го земе? У почеток. И сега исто ќе се деси. Ако откупони на време не го отворат откупните пункти пред на 1 октомври, ние губиме, ние одма автоматски идеме у дупка. Заменик министерот Димковски истакна дека ресорното министерство е на страната на земјоделците во рамки на законските можности и им дава поддршка за покривање на дел од производните трошоци, а тоа особено било забележливо во оризопроизводството, каде во изминатите неколку години финансиската помош е зголемена за 300%. На денешниот состанок го завршивме, би рекол, со 3 заклучоци. Со тоа што веќе за формирање на една производна цена за сегашната реколта и веднаш од тука се упатуваме до институтот до Кочани за да бидеме ефективни и ефикасни во овие договорени работи кои што ги имавме, за да поразговараме со нив и тие заеднички. Тоа е едно заедничко барање и став, да кажем, од сегашниот состанок, за кој стоиме цврсто и ние за тоа, да се од страна на институтот за ориз, овдека во Кочани, се направи производната цена за ова жетва. Исто така, вториот е она барањето нивно да видиме можностите, бидејќи до 30 август беше пријавувањето за 3 денари од мината годишната реколта, да ги видиме опциите, дали е тоа документацијата сработена од страна на платежната и со буџетот да разгледаме како стојат можностите тоа да биде исплатено бргу. И секако дека исто така во 13 часот, и тоа е еден од заклучоците, дека продолжуваме разговор од страна на откупувачите на ориз, тоа се преработувачите тука околу Кочанскиот регион со фабриките, за да го видиме и нивното согледување за евентуално цената која што е побарана. Во наредните денови треба да се одржи уште една средба со земјоделците на која ќе се изнесат утврдените заклучоци и ќе се бара заеднички прифатлив износ на цената што ќе се плаќа за откупен килограм арпа.